Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитуван народе македонски. Пред нас е предлог закон за Агенција за борба против тешките облици на организиран криминал и висока корупција. Самиот наслов по себе кажува многу. Ова е во суштина една од работите кои мораме да ја завршиме како домашна задача. Но ова ни укажуваат сите релевантни странски институции, сите релевантни амбасади, сите пријатели на Република Македонија. Затоа што клучниот проблем во борбата со корупцијата и криминалот е токму високата корупција и криминал. Македонија има систем за борба против криминалот и корупцијата. Има институции, има закони и тоа тече. Тоа што го нема Македонија е политичка волја да се бори со високата корупција и криминал. Секогаш таа борба завршува со претходната власт. Значи, владата која е во моментот во Република Македонија, дуи и помалиот партнер СДСМ, борбата против високата корупција и криминал секогаш ја насочуваат против претходните влади. Немат сила, немат капацитет, нити политичка волја да сватат дека мора таа борба против корупцијата и криминалот да продолжи и во рамки на своите редови. Тоа е клучниот проблем со борбата против корупцијата и криминалот. Затоа е толку голема перцепцијата за криминал и корупција. Кога истражувате јавно мислење за перцепција за криминал и корупција, или кога правите анализи за тие проблематики, вие во суштина правите две анализи. Во моментот, тоа што се случува, и тоа е многу битен момент, и тоа што се случувало, односно борба против претходните случаи кои треба да добијат судска разрешница. За жал, борбата против високата корупција и криминал во рамки на актуелната влада секогаш завршува на некое ниво, во некоја фиока, некаде, во некои лабиринти од јавното обвинителство, во некои лабиринти од судството, и никогаш немаме крајна судска одлука за било кој случај. Само за компарација, ДКСК вика поднесовме пријави, само 7% се во судските процедури. Ниту една нема судска одлука. Што повеќе да се зборува? Тоа е интересот на владата против борбата висока корупција и криминал. Не е битно што ќе ни кажат нашите пријатели од ЕУ, од Соединетите Американски држави, затоа што владата генерално не може да свати дека борбата со корупцијата представува борба во своите редови и само прочистување. Кога излезе афера, завршена е работата. Кога медиумите ќе дадат јасни докази, јасни индиции, мора да има судска разрешница. Тоа е реалната борба против корупцијата и криминал. За ова да се случи ви требат институции. Ако веќе констатираме дека нашите институции не се функционални, тогаш било кое решење во оваа насока, па и законот предложен од пратеникот Павле Трајанов, сосема е разбирливо да бидат поддржани. Затоа што реално немаме борба против корупцијата и криминалот. Наспроти тоа, многу едноставно на комисија јасно беше укажано дека владеачките партии немаат намера ова да го поддржат. Продолжува агонијата, продолжува состојбата статус кво. Наспроти ова што се предлага во законот, независна агенција која ќе се бори со висока корупција, што имаме во државата? Имаме систем на институции и министерства кои треба да се борат со високата корупција и криминал, меѓутоа кои се 100% политизирани.
почнувајќи од МВР, АНБ, финансиска полиција, УЈП и така натаму, се тоа со политички директори, министри и така натаму. Тие имаат задача секогаш кога ќе има предмет прво да се консултираат во партијата. И тука ќе се најде решение како да се скрие, да се заташка, да се стави под прашина, да се стави во фиока било кој предмет кој не е во интерес на владата или кој е поврзан со блиски луѓе на владата или олигарси кои подржуваат владата. Тука е клучниот проблем. Но ова, евентуално, ако веќе не може нешто да се скрие, јасно е политиката. Доминација политичка во судскиот совет, во советот на јавни обвинители. Тела кои треба да бидат независни, кои треба да гарантираат независно судство и независно јавно обвинителство, тела кои треба да бираат суди и јавни обвинители, да разрешуваат суди и јавни обвинители, кај нас се исполитизирани. Во доволна мера да носат одлуки во интерес на владеачките структури. И тука по автоматизам се руши пирамидата на правосудството. Јавниот обвинител политичка фигура, за жал имавме упад во изборот на обвинител за висока корупција. Владата секогаш ќе најде 5 активни судии кои ќе ги терат овие предмети и гледаме од историската пракса дека тие вртоглаво одат напред во своите кариери, стануваат членови на Уставен суд, на Врховен суд, на не знам кој суд, се наградуваат со било какви позиции и работни места затоа што одработиле за владата. И тука се затвара кругот. Настрана сите суди и јавни обвинители кои си ја терат работата во однос на останатиот криминал. Меѓутоа, ќе потенцирам, проблемот е точно детектиран во овој закон од господинот Павле Тројанов. Проблемот ни е високата корупција и криминал. Тука немаме одговор. А тука се гради перцепцијата за корупција и криминал. Тука резултатот на оваа влада на ДУИ и помалиот партнер СДСМ е нула. Тие се чисти, нема криминал, ама имаше афера. Нема афера, ама имаше на телевизија, на истражувачко новинарство, ви докажуваат со докази, со документи дека имало проневера на тендери, на постапка за набавка на нафта, на газ, на јаглен. Не, нема ништо тоа. Нема тука борба. Сите институции на владата се во функција на заштита на криминалот и корупцијата. Тука ни е проблемот и тука оваа влада нема решение и затоа оваа влада мора да си оди. Затоа што нема решение. Нити и кога ќе се понуди решение, не го прифаќаат. Тоа е реалната состојба. Доколку не верувате на тоа што тука се зборува во парламентот, погледнете ги релевантните извештаи на сите меѓународни институции кои се занимаваат со оваа проблематика. Последни во Европа. Таму некаде 111, 120 место, некаде со африканските држави. Секоја година извештаите на EU Стејт департментот борба со висока корупција, борба со висока корупција, борба со висока корупција, никако да почне таа борба со висока корупција. И што е најинтересно, вака симпатично, дури и се погодија со претходните. Направија делови, ги поделија пленот, бројчаникот уште не е закачен на триумфална капија, затоа што нема вратени пари во државата, има само прераспределени пари во рамки на големите играчи. Секогаш кажувам, имаше афера, падна Катица Јанева, падна СЈО, не знаеме каде е таа симпатичната Луи Витон торба. Не знаеме каде завршија парите. Парите ги нема. Во судска постапка, означени, докажени, парите ги нема. И тие пари ги не може институциите да ги најдат. Трагично е ова што се случува, жално е што нема подршка овој закон, лично ќе го поддржам, сметам дека мораме да се бориме со високата корупција. Благодарам. Реплика Лидија Тасевска, повелете.